Стануваат ли граѓаните кои не гласаа за власта најголемото зло од кое премиерот и претседател на СДСМ Зоран Заев се плаши и бара обединување и мобилизација на социјалните мрежи? Последниот статус на Заев ја разбесни јавноста, но бурно реагира и експертската јавност. Социологот и универзитетски професор Илија Ацевски за Алфа вели дека ова е класично мајтапање, ама на повисоко ниво. Со ваквото однесување Заев урива се што направил во изминатите години, па и довербата кај народот. Кога вие ќе кажете зло за партиски противник, тоа значи дека сте ги исцрпеле сите можни средства за борба, вели Ацевски. Станува збор за една конфузна, не злонамерна во таа смисла, но кога вие ќе кажете зло за партиски политички противник, тоа значи дека сте ги исцрпеле сите други можни средства за борба. Другиот е злочинец. И тој треба што? Да се направи нешто, не да го снема, ни во таа смисла. Дали се тие злочинците, оние кои што не гласале за СДСМ? И мене истото ми се постави тоа прашање. Тоа е една не несоодветна, туку една крајно мајтапење на едно повисоко ниво. А само ден по фијаското на власта со изборните резултати од првиот круг гласање, премиерот сподели статус на социјалните мрежи во кои најавува борба против злото. Граѓаните пратија порака и ние таа порака мора да ја слушаме, да ја разбереме и да постапуваме по неа. Народот сака да види подобри резултати, но од спротива се заканува злото. Ние сме борбата против злото, сите ние, секој од нас. Граѓаните ја бараат нашата мобилизација и ќе ја добијат нашата мобилизација. Граѓаните сакаат земјата и општините да ни одат напред и ние мораме да го дадеме максимумот за тоа да се случи. Влегуваме во вториот круг и во борба за секој еден град, но и за правецот на нашата земја. Сега е најважно обединувањето. Со низ за обвинување кон опозицијата, премиерот и претседател на СДСМ Заев се служеше и ноќта кога се објавија правичните резултати од изборите, па се обиде поразот да го претвори во победа. Но ваквото однесување на Заев се случува веќе извесен период, а особено се зголеми во изборната кампања, кога воопшто не се бираа зборови ниту пак гестикулации како да се нападне политичкиот противник.